Почитувани присутни, добар ден. Тандаруварто пранишам Мердита. Во името на град Скопје ви посакувам топло добре дојде на денешниот настан на кој што ќе го прославиме напредокот во подобрувањето на меѓуетничката интеграција на младите во рамки на образовниот систем. И тоа преку возможување на учениците кои учат на различни јазици, заедно да ја следат наставата, но и голем број на други можности за позитивен контакт преку заедничкото учество во наставните активности. Поддршката од Министерство за образование и наука, како и нашите партнери, како што се УСАИД, ОПСЕ и МЦГО, беа значени за да направиме храбар исчекор во зајакнувањето на соработката помеѓу младите од различни етнички заедници и градењето на ставовите во духот на интеркултурализмот. Джиташто шумиран сишам оште така многу важен да реализираме настава со ученици кои учат на разли наставни јазици, нивната подготвеност да работат постојано со младите и во имплементација на младинските иницијативи по училиштата. Моќта на образованието како двигател на клучни промени со кои може да се подобри со животот во нашето општество, град Скопје ја инициираше оваа промена. Као за почеток го повикувам градоначалникот на град Скопје, ефтојкуретарниот штедет Шкупит, господин Петре Шилегов, да ни посака топло добре дојде и да слушнеме повеќе за заложбата на град Скопје во овој исклучително важен процес. Најпрво добар ден, кој сте реков. Почитувам представник на канцеларијата на USAID во Северна Македонија, господин Ерик Јанковски. Почитуван шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, господин Клемен Скоја. Почитуван министер за образование и наука, господин Арбер Радеми. Почитувани представници на USAID, ОПСЕ и Македонскиот центар за граѓанско образование. Меѓутоа, најмногу почитувани ученици, наставници, директори, гости. Добар ден и Мирдита. Чест ми е што град Скопје е домаќин на овој свечен настан на кој што ги прославуваме заедничките достигнувања во промовирањето на соживотот кај нашите деца и зајакнувањето на меѓуетничката кохезија во училиштата. Денес сме сведоци на напредокот на овие ученици и наставници кои што се доказ за тоа дека кога се работи со голем ентузијазам нема недостижна цел. Ја покренавме оваа иницијатива за заеднички часови со ученици кои што инаку учат на различни наставни јазици, затоа што за жал се чини дека вообичаено фокусот е на тоа колку сме различни и поделени. Ние, наместо сегрегација, одбравме интеграција. Затоа што сме убедени дека само недостатокот на позитивна интеракција меѓу младите од различни етнички заедници е тоа кое што не води до недоразбирање, поделби и сегрегација. Кога децата учат заедно, кога се вклучуваат во разновидни активности заедно, можат самите да видат дека сите не сме исти. Меѓутоа затоа што секој од нас има посебни карактеристики, но сите имаме заеднички интереси и исти цели. Делиме заеднички вредности, децата имаат заеднички спортски, музички идоли. Верувам дека направивме голем прогрес во напорите да ги намалиме бариерите и да изградиме мостови меѓу младите од различни етнички заедници во нашите училишта. Децата, човекот, во својата природа се плаши од непознатото. Токму заради тоа е нашата одлука овие деца да бидат заедно. Затоа што кога ќе се запознаат едни со другите, веќе ќе нема од што да се плашат. Идејата на заедничките часови има за цел да ги охрабри младите, да ги почитуваат различностите, и тоа не само во рамки на образовниот систем, туку и во сите области од животот, бидејќи тоа е вистинскиот пат. Град Скопје неодамна донесе и стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието со цел во иднина уште поактивно да продолжиме да работиме во оваа област, бидејќи младите се наша иднина. Таа е 5-годишна стратегија, благодарен за секретарот на секторот за образование во град Скопје за вложениот напор и за водењето на овој проект во името на градот. Во овој процес многу важна и благодарна улога имаат и наставниците.
бидејќи тие се дел во секојдневниот контакт со учениците и се нивни модел за меѓусебно почитување, разбирање и соработка. Нашата улога се состои во тоа да ги поддржуваме наставниците во заложбите, но и да обезбедиме услови за нивно успешно работење. Токму заради тоа, како градоначалник и домаќин на овој настан, упатувам срдечна благодарност до вас, наставниците и директорите на училиштата, благодарност до USAID, ОПСЕ, Македонскиот центар за граѓанско образование, за несебичната поддршка која што ја даваат за создавање на поволни услови за меѓуетничка кохезија и квалитетно одвивање на образовниот процес во нашите училишта. Лично, за мене во овие 2 години како сум градоначалник, ова е и усвојувањето на стратегијата најголемиот успех кој што го имам постигнато. Затоа што само ова може да обезбеди иднина и на државата, и на граѓаните, и на децата за кои што всушност ова го правиме. Затоа ова е за мене уште поголем стимул да продолжиме активно да ги промовираме и со животот и да ги негуваме демократските вредности помеѓу најмладите генерации. Ви благодарам и фалјам дерите. Заложбата за образованието на младите во духот на демократските вредности може да има резултат само доколку сите засегнати страни партнерски соработуваат. Министерството за образование и наука е клучна институција чија цел е постојано да го унапредува образованието и воспитно-образовниот систем во нашата држава. Партамасуар пар активитетите околу активностите на Министерството во смисла на зајакнување на интеграцијата помеѓу младите од различно етничко потекло, го повикува министерот за образование и наука господинот Арбер Адеми да земе збор. Почитуван представник на канцеларијата на УСАИД во Северна Македонија, господин Ерик Јановски, почитуван градоначалник на град Скопје, господин Петре Шилегов, почитувани представници на МЦГО, на УСАИД, на градот Скопје, драги и ценети ученици, наставници, родители, директори на училиштата, тадашо ретроспектуван за нас. Почитувани ученици, наставници, директори на училиштата, добар ден на сите. Ставува чест и задоволство денеска да бидам на овој настан каде со конкретни чекори даваме наш придонес во зајакнување на меѓуетничката толеранција, меѓуетничка интеграција и во областа на образованието. Секако дека ова е еден наш голем приоритет кој е предвиден и во новиот закон за основно образование. И тоа сме имале силна дискусија, жива дебата и во рамки на јавната дискусија која што ја имавме во просториите на Собранието на Република Северна Македонија, зошто треба да се подржи ова законско решение. Ако не сгрешам, Лејла, тоа беше членот 46 од Законот за основно образование, каде што поттикнуваме соработка помеѓу учениците со заеднички проекти за учениците со различен етнички бекграунд, но кој се дел од нашето заедничко општество. И јас мислам дека ова е заеднички успех во унапредување на меѓуетничката интеграција во рамки на нашиот национален образовен систем. Позитивните резултати нека бидат плод на овој процес и во периодот што следи. При креирањето на образовните политики и практики неретко се соочуваме со ситуации во кои што треба да се донесат храбри, но вистински одлуки. Токму таква беше и ова одлука, односно активност за одржување на заеднички часови во редовната настава со учениците кои учат на различни наставни јазици, која што се направи внимателно и заедно со сите чинители за ефектот да биде најдобар. Знаеме дека промените не се случуваат лесно и дека за успех потребни се мотивација, упорност и истрајност. Но нашата иднина зависи од заложбата за позитивни промени кај сегашните и идните генерации. Токму затоа, инвестирањето во квалитетно образование на младите
е најважната инвестиција која што можеме да ја направиме. Градењето на едно општество за сите заедници и негувањето хармонични односи кои се темелат на почитување на различностите, се всушност меѓу основните начела и во новиот закон за основно образование, каде што и веќе образлагавме, но се дел и од националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Северна Македонија. Веќе неколку години Министерството за образование и наука логистички и финансиски ги поддржува училиштата да организират активности кои што потикнуваат соработка меѓу младите од различни етнички заедници. Преку ваквите активности, а особено заедничките часови во редовната настава, кај учениците се губи стравот од непознатото и се намалуваат предрасудите. Тоа е основен предуслов за младите да се среќаваат почесто, да учат, да работат заедно и да креират пријателство. Тодашот пранишам. Присутни, дозволете ми да го споделам моето лично искуство како ученик од средно училиште. Јас доаѓам од Куманово и не е прв пат што го кажам ова пред вас, но многу случаи, ситуации, дебати, дискусии сме го кажале и пак ќе го повторам. Јас сум научил во истиот училишен објект заедно со учениците од македонската етничка заедница. Албанци и македонци заедно во една зграда во гимназијата Гоце Делчев во Куманово. Тога беше во првата година, така беше во првата година на моето школување средно училиште. Од втората година и до овие моменти учениците се поделени во разни објекти. И за жал не ги познавам моите врсници во градот. Туку ги познавам само представниците од политиката и тоа поради политиката. И ова што се случува со мене, се случило и со другите наши сограѓани. Гледам тука во сала, имам врсници од кои поминале низ истото како јас и мислам дека ова не придонесува во креирањето на коезивно општество, креирање на едно општество каде што ќе се познаваме подобро еден со друг. Мислам дека можеме да одиме напред само доколку се познаваме добро едните со другите, само што ако пружиме раката на соработка еден со друг, ако помагаме еден со друг и ако имаме за цел достигнување на заеднички резултати кои ќе направат горди сите. Резултатите од меѓународното тестирање на ПИЗА излезе. И тие резултати важат за сите нас. Дали сме албанци, македонци, турци, роми, представници на српската, босанската етничка заедница, значи важат за сите. За да постигнеме успех, да дадеме наш придонес во развојот на севкупниот развој општествен на земјата и економскиот развој на земјата, треба да работиме заедно, да учиме заедно и заедно да ги постигнеме успесите. Мислам дека креираме една таква атмосфера, позитивна атмосфера, каде што еден таков пристап се промовира, но сепак имаме и предизвици. Ке ми е свида паранеш, ndonjëherë dhe dëshprohemi, kur nuk arrim sukses në këtë pjesë ku do të inkurajohet bashkëpunimi me nxënësve me prejardhje të ndryshme etnike. Edhe sfida në komunën e Gazibabës, edhe në komunën e Çashkës, edhe në pjesë të ndryshme, për të gjithë këto duhet të flasim në mënyrë të hapur, të diskutojmë me kohë të ftohura, të gjejmë zgjidhjet më të mira të mundshme. Mund të shkojmë përpara vetëm nëse bashkëpunojmë, vetëm nëse njihemi mirë mes një vete dhe nëse në sukses marrim pjesë bashkë. Dhe besoj se dal nga dal, por me siguri atë do ta arrijmë bashkërisht. Ju faleminderit shumë. Етнички часови најдена огромна поддршка од граѓанскиот сектор, меѓутоа и од меѓународните организации.
Јако државата институционата си мора да се ктори Граѓанскиот искус се прават заедно за да се засили кохезивноста. се во Скопје, Клеменс Која да ни се обрати повеќе. Почитуван господин Јановски, почитуван... And acknowledging the successful implementation of joint curricular activities in secondary schools in the city of Skopje. The mission has supported the concept of integrated education for a long time now, and from different communities come together, learn together, and create a shared future together. We at the OSC believe that youth can play a key role in building an inclusive Сега се слушам себе. and discrimination. Making connections between students from different communities is one way to foster a better understanding between Се слушам себе. Особено сум горд што ја делиме оваа визија со градот Скопје, со USAID, Министерството за образование и наука и работната група за интегрирано образование. Без нив, наставниците, родителите и учениците, не би било возможно да се изградат вакви мостови помеѓу најмладите членови на општеството. Она што е навистина охрабрувачки да се чуе позитивната реакција од учениците и наставниците, што го покажува позитивното влијание кое што произлегува од интегрираното образование. Тоа исто така служи и како водич за социјалната кохезија и стратегијата за развој на концептот за едно општество за сите и интеркултурализам. Градот Скопје е прв кој што воведе една акција за одржување на заеднички часови во рамките на наставата на ученици кои што учат на различни наставни јазици. Токму поради тоа би сакал да му честитам на градот Скопје и за усвојувањето на стратегијата за промовирање на меѓуетничката кохезија и интеркултурализмот. Многу е важно да се обезбеди контекст за инклузивните напори и за излегувањето од комфортната зона и преземањето на конкретни чекори. Би сакал да им се заблагодарам и на наставниците и на директорите на училиштата кои што беа доволно храбри за да ги направат овие чекори во насока на интеграцијата. Би сакал да им се заблагодарам на учениците за нивната подготвеност и желба да излезат од својата комфортна зона. Напредокот и покрај тоа што наидуваше на предизвици, сепак е постигнат во однос на меѓуетничката кохезија, но сепак, благодарение на заложбите од институциите, локалните заедници, училиштата, учениците сега можат да учат на различни јазици во рамките на редовната настава. Ова е почетокот на воведувањето на меѓуетничката интеграција во образованието и градењето на инклузивно општество. Би сакал да му се заблагодарам на Министерството за образование и наука и на работната група за интегрирано образование за успешното спроведување на уште еден отворен повик за доделувањето на шеми за вон наставни активности. Сето ова представува една трајна заложба за интегрирано образование. Ве уверувам дека мисијата на ОПСЕ ќе продолжи да обезбедува помош во ова поле, секогаш кога ќе може, без оглед на тоа дали станува збор за развој на наставни програми, активности или создавање можности за учениците од различни заедници да имаат меѓусебна интеракција. Исто така, ние действуваме и како пример кој што треба да се следи, да им покажеме на учениците какво може да биде нашето општество. Фер, правично и инклузивно. Бидејќи децата не секогаш го прават она што ќе им кажеме, туку го прават она што ќе им го покажеме. Ви благодарам и ви посакувам успех во понатамошната работа во оваа важна и драгоцена активност. Ви благодарам. USAID дава безусловна поддршка на процесот на
меѓуетничка интеграција и кохезија во образовниот систем. Преку партнерската соработа успеавме да им овозможиме на младите на различни етнички заедници да се запознават, да ги негуваат различностите, но и да практикуваат меѓуетничката кохезија во самите училишта. Да поканувам втори подпредседник ΖЮРС Саид Намачни Вериот. Повелувам господин Ерик Јаковски да земе прв. Почитуван градоначалниче Шилегов, почитуван министре Адеми, амбасадоре Која, ученици, наставници, почитувани гости, добар ден. Навистина ми представува задоволство да ви се придружам денес тука и заедно да го обележиме нашиот успех во помагањето на младите луѓе да изградат посилни односи со своите соученици од различни заедници. Ова е една приказна која што се раскажува во училиштата кои што учествуваат и навистина сме горди на неа. Ова е едно прекрасно партнерство. USAID секогаш со нетрпение очекува да гради вакви партнерства кои што промовираат позитивни промени. Целта на оваа иницијатива е да им се помогне на младите директно да ја почувствуваат важноста за меѓусебната почит и соработката со другите, да научат како да живеат едни со други и да креираат позитивни промени. Ова се вредности кои што сите сакаме да ги на кои што сите сакаме да ги научиме нашите деца без оглед на тоа од кое етничко потекло се. Поделбата на општеството води до недоразбирања, социјални тензии, кои што всушност можат да представуваат голем товар за нашето општество. Токму затоа е важно да се изнајдат можности да се сближат учениците, особено од различни етнички заедници, за тие да можат да изградат заеднички искуства, да се научат да си веруваат едни на други, да учат заедно, да имаат чувство за колегијалност и соработка и да се промени начинот на кој што се гледаат едни други до крајот на животот. Меѓуетничката обука е еден пример на кој што може да им се помогне на учениците, не само да научат нов занает, туку исто така и да им се создаде чувство за припадност на заедницата. Мојата докторска дизертација е поврзана со овие теми и докажува дека секој момент поминат во овие напори има голема улога во зајакнувањето на чувството на припадност во заедницата. Особено учениците и наставници кои што учествуваат, им благодарам за промовирањето на овие вредности. Оваа политика која што неодамно беше еднострано усвоена е особено охрабрувачки чекор и знак дека Министерството за образование и наука продолжува да издвојува средства за меѓукултурни активности. И тоа всушност ја покажува силната поддршка за меѓуетничката кохезија. USAID воспоставува партнерства со локални, приватни и јавни институции за да се гради подобра еднина, додека земјата расте и станува се посилна. Се надеваме дека младината на Македонија ќе стане уште посилна, уште поодговорна. Активни граѓани кои што без оглед на своето етничко потекло работат заедно за да создадат просперитетна и исполнета иднина за сите нас. Честитки до сите, само така продолжете ученици и наставници. Ви благодарам. Етничката коезија меѓу учениците и придобивките од заедничките часови. Но како всушност тече се целиот процес, наскоро ќе последиме една кратка презентација, но пред тоа верувам на наше и на ваше огромно задоволство да погледнеме едно кратко интересно анимирано видео со силни пораки кои треба да го впратат сите нас. Evet. Ne oldu ama?
Нередко се вели, но како што видовме и во видеото, зидот е символ на поделбата. И тоа не само физичка, туку и метафориско. За разлика од зидот, мостот е символ на врската и заедништвото. Затоа треба да ги претвориме зидовите во мостови преку комуникација и соработка. Ке уште идеја па сорбето прво. Ова е идејата што градот Скопје ги Може да каже и Даниела Адамова, раководител на секторот за образование во град Скопје. Мердита, тендарува мисафир, тендарува. Почитувани ученици, Вас, пријатели, подржувачи на концептот за интегрирано образование, да го раскажам нашето драгоцено искуство од реализацијата на идејата за заеднички часови на ученици кои учат во едно исто училиште, но на различен наставен јазик. Реализацијата на оваа идеја започна на почетокот на минатата учебна година, а до тогаш во сите средни училишта на градот Скопје, како и во другите општини, се реализираа бројни манифестации, проекти и активности во рамките на проектот на УСАИД за унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието. Сето тоа помогна учениците да стекнат искуствени знаења за културата, јазикот и убедувањата на учениците од различна етничка припадност, да ги разберат негативните последици од наметнатите етнички предрасуди и стереотипи и да ги унапредуваат односите на доверба и соработка. Но сепак, и покрај бројните позитивни примери за почитување на различностите и поврзување на младите, неизбежен беше впечатокот дека овие интеракции се случуваат во многу програмирани околности, немаат континуитет и најчесто траат додека трае проектот и манифестацијата. За нас од градот Скопје и за дел од нашите наставници и директори, овој непристрасен увид значеше и ултимативен предизвик за менување на контекстот во кој се унапредува меѓуетничката кохезија. Тоа всушност значеше дека е обврска да се изнедат услови во кои контактите меѓу учениците ќе се случуваат спонтано и во континуитет, а разговорите меѓу нив ќе започнуваат природно без некои посебни подготовки. А такви услови, ќе се сложиме сите, има само училницата, тоа е местото каде младите го живеат својот реален училишен живот. Тоа всушност беше и нашата главна мотивација, соработката и поврзувањето меѓу младите да го издигнеме на едно повисоко ниво преку заедничко следење на редовната настава. Така, на иницијатива на градот Скопје и Министерството за образование и наука, а со поддршка на нашите партнери од УСАИД, ОПСИ и МЦГО, во 4 средни училишта се започна со реализација на овие заеднички часови. Целта беше учениците додека учат и се стекнуваат со академски знаења, да развиваат и социјални вештини, компетенции кои ќе го подготват за живот во едно мултикултурно општество како што е нашето, значи да ја развиваат солидарноста, емпатијата, одговорноста и така натаму. На почетокот беа селектирани предмети со наставни цели и содржини кои вклучуваа поголема интерактивност меѓу учениците, како што се, например, предметите по спорт и спортски активности, странските јазици и практичната настава за стручни предмети во училиштата со стручно образование. Потоа се избра наставници, доброволци, кои ги делеа нашите длабоки убедувања дека различниот наставен јазик не е и не може да биде пречка за заедничка настава и дружење на учениците. Например, додека тие учат макетарство и моделирање на часовите по архитектура, или се на практична настава во автомеханичарската роботилница во сообраќајното училиште, а за кошарката повеќе од јасно беше дека е потребна само соодветна организација на часот, поделба на учениците во мешани групи и секако 2 коша и топка. Пред да се започне со спроведување на иницијативата, одреден број на наставници од секој училиште беа обучени за реализација на овие заеднички часови.
Советниците од Бирото за развој на образованието и Центарот за средно стручно образование, кои се денес заедно со нас, редовно ги следаа и ги наблюдуваат часовите со цел да им се пружи поддршка и менторство на наставниците. Тука би сакала да истакнам улогата, да се задржа малку на улогата на наставниците во ова иницијатива. Како нејзини главни носители, наставниците од 4 средни училишта, Арсени Јовков, Здравко Цветковски, Боро Петрушевски, браќа Миладиновци, покажаа исклучителна способност за креирање на позитивна атмосфера во училницата, неверојатно осетливо за разликите на учениците и одлично чувство за баланс при користење на наставниот јазик. А тоа се со цел за да учениците се чувствуваат равноправни, еднакво важни и прифатени. Ова година на ова група наставници им се приклучи и наставниците од уште 2 средни училишта, од училиштето Димитар Влахов и од Јосип Броз Тито. Навистина сме горди што ова иницијатива се шири, што значи дека интересот за заеднички часови расне и кај наставниците и кај учениците. Во второто полугодие на минатата учебна 2018-2019 година беа реализирани 700 часови под водство на 25 наставници кои работеа во парови. Овие часови ги следеа вкупно 450 ученици кои учат на албански и македонски наставен јазик. Придобивките од овие заеднички часови се многоубројни. За дел од нив можете да погледнете на екранот, но за дел од нив стана и веднаш видливи и несомнено придонесоа за интензивирање на комуникацијата меѓу учениците и надвор училиштето, што е највисока цел на сите напори за унапредување на меѓуетничката кохезија. Во моментот во сите 4 училишта токму овие ученици иницираа младински акции за решавање на конкретни проблеми во и околу училиштето по нивна мерка, како што се формирање на младински хаб, уредување на училишен двор, фудбалско игралиште и поставување на зачинска градина. Би сакала сега да ви презентирам и мал дел од резултатите од едно истражување кое што се спроведе во рамките на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција, кој всушност побара одговор од самите ученици да ни кажат како тие се чувствуваат на заедничките часови, што мислат за нив. Кои се нивните одговори? 9 од 10 ученици се поздравувале, се дружеле и комуницирале и надвор од часовите со ученици кои учат на друг наставен јазик. 9 од 10 ученици се стекнале со најмалку еден или една пријателка или пријател кој учи на друг наставен јазик. 8 од 10 ученици би сакале да имаат заеднички часови и наредната учебна година. Повеќе или околу 70% од учениците би го препорачале ова искуство на следење на заедничка редовна настава и на оние ученици кои што не се опфатени со овој проект. А на прашањето дали или колку им се интересни заедничките часови, тие одговориле со средна вредност од 7,5 на скала од 1 до 10, каде што 1 значи воопшто не ми беа интересни, а 10 многу ми беа интересни. Ке се сложите дека ова се навистина охрабрувачки одговори. И на прашањето што најмногу им се допадна на учениците во заедничките часови, тие дадоа повеќе одговори. Ова се најчестите одговори од нив. Се надевам дека сме на вистинскиот пат кој ќе не доведе до реализација на стратешката цел утврдена со стратегијата на градот Скопје за меѓуетничка интеграција во образованието, а тоа е создавање едно училиште за сите ученици, независно од нивната етничка припадност и поттикнување на граѓанската партиципативност на учениците. Зборувам на јазикот на мојот другар е насловот на нашиот следен голем проект. Велам голем, зашто се пријавија многу повеќе заинтересирани наставници и ученици од претпоставениот број за да следат курсеви и за да го изучуваат јазикот на другиот. Се надевам дека на сите учесници во овој нов проект ќе им биде ново и возбудливо искуство. Јуфали Мендерит, ви благодарам на вниманието. Ви благодарам, Даниела. Заедничите часови? За запознавање на учениците. Но она што уште поважно е дека тие и надвор часовите се работуваат на различни иницијативи. Да погледнеме кратко видео младинската иницијатива во која учествува ученици од 4 училишта вклучени во заедничките часови.
Заедничките часови се одлично нешто во кое што многу учиме. Стекнуваме многу нови пријателства и многу нови дружења. Треба, може да биде задолжително во секој училиште да се користи и сите, секое дете да може да присуствува. Тој им лев për ta zbukuruar shkollën tonë. Kemi edhe shkollë musafire, 3 shkolla musafire që na ndihmojnë, janë duke punuar si me qenë në shkollë të vetë. Jemi shumë të kënaqur me punën e tyre. Jemi duke kaluar qaste shumë të bukura me këto, jemi shoqëruar shumë mirë. Едва чекам секоја недела да дојде акцијата. Ни помага и другите школи као да се во нивна школа. Супер беше. Многу сум среќна што бев дел од се во ова. Во се што правиме за младите, важно е да ги вклучиме и нив и да го слушнеме и нивниот глас. Бидејќи тие имаат огромен потенцијал да придонесат за подобрувањето на соживотот во заедницата. Пара тоа, вторниците деносен Викувам учениците од Боро Петрушевски заедно да ни кажат за нивните искуства. Учениците и наставниците од Боро Петрушевски. Добар ден, поздрав до сите присутни. Јас сум Ангела Ангеловска, учам прва година во Асоц Боро Петрушевски. Доаѓам од основно училиште кое беше хомогена средина, но сега сум многу среќна што учам во Асоц Боро Петрушевски, бидејќи тоа е училиште во кое се негуваат вредности на заедништво и соработка. Преку интегрираните часови, јас добив јасна слика дека ние младите имаме исти интереси, предизвици и потреби со кои се соочуваме и дека единствено се разликуваме во културата за која преку овие часови, меѓу другото, учиме едни за други. Поздрав до сите. Јас сум Емилија Демјани, ученичка во Асоц Боро Петрушевски. Доаѓам од Република Косово. За мене македонскиот јазик е многу малку познат, но ме радува фактот дека преку интегрираните часови, освен знаењата од наставните предмети, се запознаваме со јазикот и на нашите сограѓани. Одличен пример за нас е професорка Снежана и професорот Аделон. Соработката и нивното дружење не охрабрија и ние да ги следиме нивните чекори. Едноставно, ако се базираме врз една изрека соединението прави сила, работа е дека нашата заедничка работа ќе има добри успеси, како во познавањето на јазикот на другиот, размена на искуствата, запознавање на другите култури, на културите на другиот и така натаму. Добар ден и од мене, поздрав до сите присутни тука. Јас сум Снежана Ристевска, сообраќајни инженер од Асоц Боро Петрушевски, директно вклучена во овој процес на заеднички часови. Секој проект е предизвик за наставникот, мотивацијата постои и наоѓаме во работата со учениците. Асоц Боро Петрушевски негува мултикултурни вредности на заедништво и соработка и тука имаше одлична клима за имплементација на заедничките часови во редовната настава. За мене лично сатисфакција, задоволство, предизвик, мотивација е кога ќе ги научам моите ученици подобро да работат, да се почитуваат, да соработуваат и кога таа соработка излегува надвор од училишните клупи.
Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието представува еден никулец за едно заедничко општество за сите заедници во Северна Македонија. Благодарам. Поздрав, почитуваме. Јас сум Аделон Едини, инженер по сообраќај, исто така наставник во АСОС Боро Петрушевски. Интегрираното образование за нас, наставниците, имаше голем ефект. Зашто голем ефект? Бидејќи ние ги интегрираме нашите часови во интегрираното образование, учениците од двете заедници, албанската и македонската, имаат можност на интензивен начин да соработуваат и да комуницираат од почетокот на средното училиште. Во текот на заедничките часови, учениците, освен што ги учат материјалите, што е главната цел на наставниот час, тие го учат и јазикот на другите. Комуникацијата и дружењето меѓу учениците продолжува и надвор од школскиот час. И тоа е многу позитивен пример за сите други ученици, но и за наставниците. Зашто кажуваме и за наставници? Бидејќи во некои случаи и наставниците учат од нивните ученици. На овој начин ние креираме една база на пријателство за овие 4 години по завршувањето на средното училиште, основа за соработка, сожителство и градиме подобра днина за сите нас. Благодарам. Веќе спомнавме дека во целата иницијатива учествува многу ученики. И сакале да им изразиме особена благодарност до наставниците, како и советниците од Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука и неуморно работа со нас уште од самиот почеток. Денес сме овде да им дадеме признание за нивниот труд. Град Скопје веќе им додели признание на наставниците и ги сакале да се минали да се качат на сцена. Средно училиште Здравко Цветковски, Бете Вуич, Авне Муслиев, Гора Козевски, Атале Джекев, Елена Стоилевска, Јенос Мемете, Весна Христовска, Бесат Амет. Школа МС Арсен Јовков, Енвера Идине, Маја Димовска, Петровска, Крсте Војнески, Шкодране Биби, Ханифе Мемети, Верица Рабаджиска, Аида Дурак, Жана Живадиновиќ, Средно училиште Браќа Миладиновци Велика Мержановска, Усам Незири, Амир Сулеймани, Ѓурѓица Косовска, Назиме Ајредини. Асоц Боро Петрушевски, Бедри Муслију, Зоран Трендафиловски, Артан Зекири, Катерина Контески. И ментори Адријана Палоши, Елизабета Радановиќ, Ридван Зекири, Бранко Алексовски, Азра Тутиќ, Афродита Давко, Мустафа Алију, Ѓила Исаку и сит координатори Жана Живадиновиќ, Мелита Станковиќ, Оливера Величковска и Сунчица Белинска. Повелете.